Дозволете во мое име и во име на општина Струмица да ви го честитам 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Слободата и Европа се изградени врз победата над фашизмот. Овој ден представува символ на слободата, човековото достоинство и големата победа над фашизмот. Победа над идеологија на омраза, тиранија и човечко обезличување. Победа на народите кои одлучно застанале во одбрана на слободата на човечноста, победа на народите помеѓу кои беше и македонскиот. Денешниот датум го означува пресвртниот момент во кој е дефиниран идниот изглед на Европа. Европа од идејата на Роберт Шуман, изградена врз заедница, солидарност, демократија и почитување на човековите права. Кога зборуваме за Европа, не зборуваме само за географија или политички процес. Европа значи вредности. Европа е идеја за слободен човек и праведно општество. Современата Европа е создадена врз орнатините на Втората светска војна и врз решителноста никогаш повеќе да не се дозволи фашизмот да ја одземе човековата слобода и достоинство. Тоа се идеали кои денес треба да не водат како народ и како држава. Денеска, 9 мај, должни сме со особена почит да се потсетиме на нашите предци, на македонските партизани, кои се наследници на илинденската епопеја и комитската традиција и кои се изборија за слободата што беше скапо платена. Македонскиот народ има свое достоинствено и историски заслужено место во големата антифашистичка коалиција на народите кои ја донесоа слободата во Европа. Во таа крвава и тешка борба, македонците се изборија за право на собствен идентитет, достоинство и иднина. Тие генерации не се бореа само за своето време, туку и за нас, за денес да живееме во мир, слобода и со право сами да ја градаме собствената иднина. Наш долг е да не дозволиме нивната жртва никогаш да биде заборавена, туку да ја чуваме како темел на нашата државност и национално единство. И по толку години, ние и денес мораме искрено да зборуваме за состојбите дома. Македонија помина низ многу премрежја, компромиси и отстапки, но имаме сила и капацитет да одиме напред по европскиот пат. Нашата иднина е во